Падот на наталитетот во Македонија добива драматични размери. Во последната деценија бројот на новородени деца во Македонија континуирано се намалува, а за сметка на тоа во пораст е бројот на родени деца во странство. Според Апостол Симовски, експерт по демографија, на тоа влијаат иселувањето, нестабилната економска состојба и промените во семејните вредности. Ова не е нешто ново. На ова укажуваме веќе повеќе од 30 години дека имаме проблем со демографските движења. И клучна причина за тоа се иселувањето од државата, емиграцијата, бидејќи во принцип се иселуваат млади луѓе кои што со себе го носат и идниот демографски раст, односно наталитетот. Така да, и ако ги гледате статистичките податоци, бројот на раѓањата постојано се намалува во државата, а се зголемува бројот на раѓања на деца од наши државјани во странство. Симовски не смета дека граѓаните се иселуваат само од економски причини. Според него, намалувањето на трендот на иселување зависи од повеќе фактори и се додека решенијата остануваат на хартија. Прогнозите дека Македонија ќе се соочи со сериозен демографски колапс стануваат се пореални. Денес луѓето не се иселуваат заради економски причини главно, што беше случај да кажеме пред 30, 40, 50 години. Денес луѓето се иселуваат бидејќи не гледаат простор за себе, можности за себе, кога вие живеете во една држава која што правниот систем не функционира како што треба, немате правна заштита, немате квалитетно образование, немате квалитетно здравство, немате нормални услови за живење генерално, луѓето викаат јас овдека не сакам да инвестирам, сакам да најдам подобро место и за себе, меѓутоа особено за моите деца. Иселување имало од секогаш, но многодетните семејства на никој начин го одржувале наталитетот на повисоко ниво, вели националниот координатор за демографија и млади Владко Ѓурчев. Проблемот со намалениот наталитет не ги погодува само земјите во развој, туку и високо развиените земји, посочи Ѓурчев во утринската програма на Канал 5. Ние имаме во моментов историски најниска стапка на наталитет и имаме исто така и иселување, но кај иселувањето Македонија 100 години наназад е земја во која што имало иселување, гурбет, печалбари, пола наши лектири и песни се на таа тема. Но тоа лесно се компензирало кога во семејството имало 5, 6, 7 или 8 деца, едно-две ќе заменат на гурбет, 5 ќе останат. Сега е поинаку, сега имаме ситуација каде што некаде околу, грубо кажано, една третина од луѓето на 40 години ниту се обрак, ниту имаат потомство. Бројот на реално резидентно население е помал во Македонија од тоа што реално се прикажува. И премиерот Христијан Мицкоски предупреди дека Македонија за 20 години ќе биде земја со помалку од 1 милион жители, што пак ќе значи сериозно оптеретување на пензискиот и здравствениот фонд.